Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Британскиот премиер Дейвид Камерон вели дека на САД ќе се угледа за решавање на насилството што го предизвика банди во Британија. Почнуваме со вестите. Британскиот премиер рече дека ќе ги примени солуциите кои ги користат САД во справување со насилство со банди. Тој ова го објави на една недела по немирите кои го зафатија Лондон и други делови во Британија. Дейвид Камерон рече дека ќе бара совет од американските градови кои имаат искуство со банди, како Бостон, Њу Јорк и Лос Анџелес. Камерон на воредната седница на парламентот рече дека разгледува можноста за онеспособување на веб страници на социјалните мрежи, што демонстрантите ги користеле за координирање на активностите. САД објавија дека ќе одделат дополнителни 17 милиони долари за помош на нациите од рогот на Африка кои се соочуваат со суша и глад, а 12 милиони од тоа ќе одат за Сомалија. Државната секретарка Хилари Клинтон ја опиша состојбата на рогот на Африка како најтешка хуманитарна итна криза во светот денес. 8 кандидати од Републиканската партија за председателска номинација во телевизиска дебата од Ајова жестоко ја критикуваа економската политика на председателот Обама, но и меѓусебно разменуваа обвинувања. Ова беше само на 2 дена пред одржувањето на тест гласањето, кога граѓаните ќе се изјаснат за тоа кого преферираат од оваа партија. Со цената на златото околу $1.800 за унца, откупувачите на злато не биле толку зафатени со години. Трговијата со злато стана голем бизнес. Следниот извештај е од Њу Јорк. Наликува на златна треска за 2011 година, ново обратна насока. Трговците се заинтересирани да купат злато, а луѓето сакаат да го продадат. Беше мощно бурен ден за овој така наречен златен кварт во Њу Јорк. Ова мало парче злато е вредно преку $4.000. Джин Фурман работи за акредитирана компанија Empire Gold Buyers. Златото достигна рекордна цена. Само последниве 3 дена продажбата на златото порасна меѓу 25 и 40%. Процесот на евалуација е брз и стар со векови. Практично земаме парче злато и го триеме на камен, при што се добива остаток. Доколку остане со иста боја, се работи за 14 каратно злато. Ако поцрне, е 10 каратно. Менди од Бруклин била една од 5 муштерии кои во рок од половина час дошле да продадат дел од својот златен накид. Таа говори за причините зошто го прави ова. Економија, невработеност, кирија. Потоа следеше големиот момент за Менди, која минатата година го загубила својот сопруг и од тогаш е невработена. Од продажбата на златото добила чек од $3.500. Грег Силверман работи како финансиски експерт и тој е еден од понудувачите на злато. Во неговиот случај подарок од поранешна девојка. Целта ми е да добијам дополнителна готовина. Златото е одлична инвестиција. Имам акции за злато во мојот пензиски план и не гледам дека има забавување на трендот. За некој во овој нестабилен пазар, сонот е злата. Градот Гери во Индијана, каде патем живеат и македонски селеници, е основан во 1906 година од раководителот на корпорацијата за челик на САД Елберт Гери. Челик и натаму се произведува овде на брегот на езерото Мичиген, но индустријата мина низ драматични времења за време на рецесијата и тоа остави траг на овој некогаш просперитетен град. Гласот на Америка денес ве води во Гери. Во многу квартови на Гери, во Индијана времето застанало. Остатоци од просперитетот сега се примери на пропаѓањето на Гери. Производството на чели го направи градот и им даде работа речиси на сите кои живееја таму. Сега овде се произведува повеќе челик од кога и да било порано, но со многу помалку вработени. Можеме да произведеме повеќе челик со помалку луѓе. Ова е високотехнолошка производствена операција. Джил Ричи е директор за јавна политика во корпорацијата. Сега фабриката вработува околу 6000 лица, далеко помалку од 35.000 во 1960.
Тоа беа денови кога рачно се пренесуваше товарот. Многу нешто е променето од тогаш. Со модернизирањето на челичната индустрија започна и намалувањето на вработените, а со тоа и екзодусот. Од Гери, од 1970-тите, со 175.000 жители, во 2010 пописот покажа опагање од 20%. Сега официјално таму има 80.000 жители. Градоначалникот Руди Клей тврди: Мора да имаме повеќе од тоа. Луѓето не се пријавуваат. Ќе обжалиме таа цифра. Причината е зашто ако таа цифра е вистинита, Гери ќе ја изгуби федералната помош. Гери проба да се жали по пописот во 2000-та. Не му успеа. Повеќе од четвртина од населението во Гери живее во сиромаштија, 2 пати повеќе од националниот просек. Идеи за враќање на просперитетот на Гери има многу. Кандидатката за градоначалник Карен Фриман Вилсон се фокусира на транспортот. Ние сме во средиштето на 4 големи патни линии. Ние сме во средиштето на 3 меѓународни железнички линии. Ние сме на едно од најголемите езера. Имаме аеродром. Може да бидеме најголема мека на Средниот Запад. Можеме да му конкурираме на Чикаго, град што е задушен од сообраќај. Се планира нова писта на аеродромот за карго и патнички авиони. Се планира музеј за одавање почит на Мајкл Джексон, непознатиот жител на Гери. Но сите тие планови се потопени во песимизам, дури и кај лидерите на градот. Нема пари. Има стара поговорка која вели сиромашниот плаќа 2 пати. Ова се покажа точно и во здравството. Посиромашните земји прифатиле диагностички метод за болест заради цената, што погодувате не дава точен резултат. Гледајте на во понеделник. Светската здравствена организација повикува на забрана на одредени тестови за туберкулоза. Кои се причините, гледате во следниот ньюсфлеш. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. И со тоа се простуваме од вас за неделава. Нашата веб страница, како и обично, продолжуваме да ја обновуваме и за нови содржини појдете на гласнааmerika.com. До гледање до понеделник.